Почитувани, Зоран Заев ја бриша македонската историја, традиција и култура само за да го прикрие општиот грабеж кој го спроведуваат тој и неговиот криминален клан. Тоа не се европски вредности и залудно Заев го лаже народот дека ако прифати да си го смени идентитетот, тој и картелот на власт немало да крадат. Тажно е кога Зоран Заев вели дека ни требало некаков камшикар од надвор, што би ги подсредил сите од него па надолу, за да има некаков европски ред и поредок. Господине Заев, премиеру на суверена независна Република Македонија. На Македонија не и треба камшикар од надвор. Тебе и на сите оние кои крадат и местат тендери на новоформираните фирми ви треба камшик. Камшикот е народот и правниот систем. За жал, правниот систем цвили под твојата пресија. Камшик е и администрацијата, ама ја држиш во страв со прислушување признаено од твоите азгани. Затоа камшикот, народот, тебе ќе ти пресуди. Тој веќе ги игнорира твоите лажни забави, додека ти го продаваш идентитетот на кило, а државата на парчиња. Почитувани, Заев во својата површност и заблуденост лаже за народот кога вели остануваме македонци и дека државата останува Македонија. Тоа го потврдуваат и капитулантскиот текст и Атина. Вели договорот бил корисен, а капитулантски само во главите на ВМРО-овците. Исто колку што и продажбата на името и промените на уставот и идентитетот беа во главите на ВМРО-овците. Еве слушнете го Ципрас што вели во Европарламентот. Македонија во иднина вели немало веќе да ја нарекуваат така, а ни народот веќе немало да се декларира како македонски. Почитувани, ова не е праведен одговор базиран на реципроцитет, туку спогодба со која што се прифаќаат грчките црвени линии во целост. Овој договор, почитувани, е монструозен план кој внесува раздор во душата на македонецот. Заев од македонецот бара од него, иако се чувствува македонец, да мора да каже и да има документи за идентификација кои отскокнуваат од неговото внатрешно чувствување. Па каква врска има тоа со европските вредности и поредок? Европска вредност ли е да се дроби внатрешното душевно чувство на цел еден народ? Ке повторам, во цела низа на членови во договорот точно се прецизира бришењето на идентитетот, од тоа како ќе биде новото име, промена на устав, документи, како треба да гласи второто име, како ќе гласи националноста и државјанството, го дефинира бришењето на придавките од имињата на институциите, забраната на придавките во комуникациите, го дефинира и прецизира сите термини кои ќе смеат да бидат употребувани, па предвидува долготраен детален процес за ревидирање на научни дела, учебници и помагала, дури и ревизија на комерцијалните имиња и трговски марки. И на сето тоа, Грција добива право, во случај на како што стои грешка, пропуст или превид, да побара исправка и извинувања. Мора да е јасно, Грција нема никаква обврска со договорот, напротив добива право да се изживува и навредува како што и ке им се посека, што впрочем и го прават. Недвосмислено, условите од текстот на договорот отвораат простор за идни демарши, спорови и кавги од грчка страна. Ама преименувањето тука, ако преименувањето тука не биде спроведено до последната точка, почитувано дури и во името на некоја граѓанска организација или културно-уметничко друштво. Текстот на договорот е прецизен и не остава ништо на случајност. И на тоа, на Грција и се остава право секогаш да не даде согласност за членство во Европската Унија и НАТО. Грција со ништо не е обврзана за давање на согласност за членство. Заев точно знае што прифатил и упорно и системски го лаже македонскиот народ. И иронијата да биде уште поголема. Ова само за мирливиот и маргинален Заев е знак за пријателство. Заради едностранноста на договорот, тој не е договор, туку акт на капитулација. Кампањата за Северна Македонија е чиста манипулација на македонскиот народ. Народот кој што ќе биде финалниот камшик. Ви благодарам.